Македонската клупска одбојка ќе го доживее своето најмасовно претставување на европската сцена во сезоната 2025-2026, откако дури 5 клуба аплицира за учество во ЦЕФ европските клупски надпреварувања. Во машка конкуренција шампионот Струмица и освојувачот на купот Штип Угода се пријавија за настапи во елитните надпреварувања. Струмица како актуелен првак ќе настапи во ЦЕФ Лигата на шампионите, додека пак Штип Угода ќе игра во Челендж купот, во кој ќе дебитира на меѓународната сцена. Кај дамите, трите водечки екипи од минатата сезона, Јанта Волеј, Наковски Волеј и Работнички Скопје, ќе го бранат македонскиот клупски углед во европските купови. Јанта Волеј како женски шампион исто така ќе настапи во Лигата на шампионите, додека пак Наковски Волеј, победникот во купот, ќе се надпреварува во Челендж купот исто како и Штип Угода во машка конкуренција. Работнички Скопје, кој беше финалист во првенствениот плейоф, поднесе апликација до ЦЕФ за добивање на вајлд карта за настап во третото по ранг европско надпреварување. Интересен фактор што Штип Угода, Јанта Волеј и Наковски Волеј ќе дебитираат во европските клупски купови, што е доказ за прогресот и амбициите на македонската одбојка. Ждрепката за новата сезона ќе се одржи на 15 јули напладне во седишто на ЦЕФ во Луксембург, каде што ќе се дознаат првите европски противници на македонските тимови во Лигата на шампионите, ЦЕФ купот и Челендж купот.